uči se da ljubiš, bližnji spremi se, moj čeda, s tevo ljubov rodeni. Sine moj, jas tatko nebesen sum tvoj. Sine moj, jas tatko nebesen sum tvoj. Da čekoriš o ljubovta, da ljubiš kako Isusa, da prostuvaš i ne osuduvaš. Sine moj, jas tatko nebesen sum tvoj. Sine moj, jas tatko nebesen sum tvoj. Krv ta tvoja se proleja, na krst od zavet ostavi, obleči se Isuse. Isuse, daš život, zdiv i se. Isuse, tvoj ta ljubov za mene, po mene. Tatko moj, ti blagodaram što me sozdade, ti blagodaram što mi dade svesnost, ti blagodaram što mi dade slobodna volja, ti blagodaram što toliko ne ljubiš, što go dade svoj od jedinoroden sin Isus Hristos. Isus, Božja pomoć, da sleze na zemljata, da stane čovek po telo. Nepadnat angel, spušten angel, ete jaz go praćam angel od svoj pred tebe, kako što je pišeno v ovo slovo. Da ni go pokaže patot na ljubovta, da gi zeme site naši bolki, bolesti i stradanja, da gi zeme grevovite na svetot, da ne otkupi od kanđite na satanata, da ja pobedi smrta, gi zema klučevite odadot i večen život ni podari. Deneska popravoslavni od kalendar u Makedonija. Dojdi u Makedonije i pomogni ni ona Makedonija koja je zapišana od samiot Otec i izbrana za svečan sad da se širi svetot evangelije, se slavi Velikden. Ljubeto pejat pod crkvite, Hristos voskresna. Hristos voskresna od mrtvite, so smrta, svoja to telesna smrt, smrta ja pobedi. Ljubeto pejat, no da li veruvat, da li vistinski go ljubat Hrista, da li se njegovi vistinski predstavnici na zemljata, da li razbirat što znači da se bide hristijanin, čovjek po patot. Te sakame, Gospod Isuse Hriste, ti blagodaram za sve, tatko moj, zboruj ti niz mene, upotrebuj me za tvoja slava, neka tvojite živi slova kako dvostar meč i dopracita onije koji imat potreba od tvoja ta ljubov. Deneska продолжуваме со Евангелие по Лука, koja je raskažuva prikazната za Isus Hristos od duhoven kon telesen jazik za da razbereme kako treba da ostaneme, da prebivame, da bideme po ljubovta Негова. Крвта Исусова е пролеяна за секого од нас. Нема повеќе потреби од обреди и жртви. Потребен само соодветен однос. Повторно ќе се навратам на Лука 5:12. Што значи да се застане пред Исус?
да zastane и да се остане во него. А кога беше Исус во еден град, ете човек сиот лепрозен, можеш да бидеш ти било кој друг. Штом го виде Исуса, значи тие го гледаат телесно, а вие треба да го видите во дух. Штом го виде Исуса, падна ничком и молејки се му рече, падна ничком и молејки се му рече, Господи, ако сакаш, можеш да ме исчистиш. Ние зборуваме за однос. Таа приказна е раскажана во Стариот Завет. Се враќа блудниот син, потрошил се кај својот татко. И му вели, татко, прости ми, погрешив, татко, пред тебе и пред небото. И таткото го прима назад. Значи, ние зборуваме за покајно крштение, да се покаеме за своите греови. Луѓето ќе речат, немам греови. Но овде е пишано, кој не го љуби братот свој пребива во смртта, и секој што не го љуби братот свој човеко убиес. Само да помислиш дека не го љубиш, ти си отпаднат од законот на љубовта. Луѓето мислат дека немаат греови. Секоја нељубов е грев, зашто Бог е љубов и кој пребива во љубовта. Кој пребива во љубовта, во Исус пребива во Бога. Ние зборуваме за пребивање во љубовта. Како да пребиваш? Па Исус треба да ти даде сила да паднеш ничком молејки се. Исусе, помогни ми, исцели ме од оваа нељубов. Сакам да бидам љубов. Сакам да пребивам во љубовта. Не само со умот, туку со срцето да разберат. На втората сабота, па да се покајат, и вели Исус, и да ги исцелам. Лука 6. По Пасха се случи да мине низ посевите. Учениците негови кинеа класија и триејки ги со раце јадеа, гладни, а некои од фарисеите телесно. Им рекоа, зошто го правите тоа што не е допуштено да се прави во сабота? Знаете, правила и догми обредни, кои те ограничуваат. Значи, обредни догми и правила, канони, кои сакаат да го ограничат ова живо слово, кое не може да се стави во тегла, во рамка за гоблен, да се конзервира во конзерва. Тоа е слободно, бидејќи каде што е Духот Господов, таму има не робство, слобода. Значи, што не е допуштено да се прави во сабота. Како треба да се пости, како да се јаде, како се вапца, што се прави, како се станува, како се цитира, како се исцелува. Исус им одговори и им рече, зар не сте читале што направи Давид кога огладне тој и оние што беа со него? Како влезе во домот Божји? Во домот Божји треба да влезеш, во Божјото царство, кое е внатре во нас, кое може да биде внатре во нас, ако ние му дозволиме да се насели Исус, да го примеме Исус за свој Господ и Спасител. Што значи да се прими Исус? Па да се прими љубовта, да се претопиш во љубовта, да се облечеш во љубовта, да ги љубиш сите и да го дадеш својот живот за овците, добриот пастир, како Исус, например, да ја дадеш душата своја за браќата, или да си ја сочуваш душата. Кој ќе ја загуби душата своја, ќе ја сочува, а кој ќе ја сочува душата своја, ќе ја загуби. Како влезе во домот Божји, ги зеде лебовите од предложението, обредните, што не е допуштено да ги јаде никој освен свештениците, па јадеше и им даде на оние што беа со него. Пред многу години ги посетував сите цркви, барајќи го Исус, истражувајќи празни осамени цркви на разни места. Во една црква во Забела, која подсетува и на антички имена Кибела, Забела и Зибаба Тиха. Значи, имиња кои се женски божества, кои денеска се олицетворени во начинот на кој се глорифицира и се слави, например, женското божество Артемида и претходните во Богородица, бидејќи славата е на Исус. Јас не зборувам ништо што е надвор од ова, не зборувам од себе, туку од оној што ме прати. Татко мој, зборувај ти низ мене и доприме. Значи, влегов во еден храм, празен, имаше некоја фасцинантност во него, значи, таа тишина, тој бунар имаше. И таму имаше леп и вино. Бев гладен. Во олтарот
влегов во олтарот, истата приказна, пробав од лепчето. Беше тврдо, знаете, но сепак сакав да пробам. Беше тоа потреба жет, беден за дух, за духовна храна и пивнав од едно винце што беше таму оставено. Знаете, како влезе во домот Божи, ги зеде лебовите, исто како Давид на предложението што не е допуштено да ги јаде никој, освен свештениците, а рекол: Господе, дозволи ми. Претходно рекол: Исусе, дозволи ми. Тогаш не велев: Исусе, Господе, да пробам, прости ми ако сум погрешил. Па јадеше им даден оние што беа со него, значи ги јадел Давид обредните лебови, им рече: Синот човечки е господар и на саботата. Ти имаш право на собствен избор. Деновите кои се дадени, кој ги разликува деновите, ги разликува за Бога. Кој не ги разликува, не ги разликува за Бога. Тие на едно друго ниво на христијанство. Телесните луѓе треба да ги подсетуваш кој ден е за да пости, за да се сети дека постои Бог и Исус. Ти кога имаш татко на небесата, секој ден го посветуваш. Ти си му го предал животот нему и ти живееш само за него. Често се случува да искарам некои блиски луѓе. Потоа излезе тој стих: зошто се лутам јас? Зошто не ги оставам да прават што сакаат? Јас сум поставен овде. Апостол Павле вели да го бранам Евангелието. Кога се молев во Ерусалим, во автобусот, што треба да направам? Тој ми рече како апостолот Павле. Долго време не можев да разберам. Тоа значи постапувајки. Постапувајки како апостолот Павле. Јас сум даден да го бранам Евангелието и одреден ќе почнам, како да го речеме, со повисок тон, но со сила Божја, со слово, со власт, да ги укорувам луѓето. Еднаш за еден пост, друг пат зашто постоела смрт, да ги карам, па после потоа не доаѓаат тие, се лутат, некои остануваат. Еднаш зашто сме пееле песни народни наместо црковни. Еднаш, тоа им велам дека тогаш треба да се действува за Исус. Може би утре ќе нема време. Сакам да кажам, кога ќе го предадете животот на Исус, сите денови ви се велик ден. Сите денови ви се Божик. Сите денови. Денес е денот на спасението. Синот човечки е господар и на саботата. И сите денови ми се велик ден. Но добро е за одреден слој на луѓе да се подсетуваат дека постои Бог, да постојат денови, додека комплетно не се предадат во Исус, додека целосно не го допуштат Исус да владее неговата волја во вашите животи, што е вистинско христијанство. Се случи и другата сабота да влезе во синагогата и да поучува. Таму имаше еден човек, зборуваме сега за датум и ден, кога се пости, кога не се, кому десната рака му беше исушена. Книжниците и фарисеите внимаваа на него дали ќе го излекува во сабота, е забрането да се лекува. Да ја најдат причина да го обвинат. Имаше еден интересен средба во една црква. Зошто сте се молеле? Имаше дух на контрола. Зошто сме се молеле на плажа во Ерусалим? Зошто сме се молеле во авион? Пасторот требал да се моли. И потоа излезе на приказна: има ли пастор во авионот? Треба да се молиме. Што ќе правиме? Нема пастор, нема да се молиме. Значи, да внимаваат, да најдат причина да го обвинат, тој ги знаеше нивните помисли и му рече на човекот со исушена рака: подигни се и застани насреде. Еднаш па ми рекоа: не смеам да се молам сам, треба двајца да се собереме. Меѓу во духот ги добиваш одговорите. Ако имаш срце кое не е тесно, срце кое не осудува, срце кое бара одговор од Бог, чисто срце. Дали треба да се молам сам? Па јас реков: не сум сам, го повикувам Исус и Духот на Отецот. Ако вие го делите тоа на 3, тогаш сме ние двајца најмалку. 2 и 2 се 1. Но тој ги знаеше нивните помисли, му рече на човекот со исушена рака, значи Исус во сабота: подигни се и застани насреде, и тој се подигне и застана. Послушност. Тогаш им рече: Исус, ќе ве прашам, што е дозволено да се прави во сабота? Добро или зло? Што е дозволено? Значи, ако знаеш да правиш добро, а не правиш зло, па тоа е суштината. Да се прави зло, да се спаси една душа или да се погуби во сабота. А тие молчеа. Што ако авионот му се слоши нешто, па и авионот, јас ке чекам да дојде пасторот. Ќе очекам пасторот да дојде на плажата, зашто е отишол со нека музичка звезда таму да ја крсти во реката. Или јас ке чекам да дојде некој умира, ќе продолжам раце и ќе повикам на Исус.
Исус го знае моето срце. Јас немам потреба од догми, обреди, датуми. Претходно имав, ги знаев сите светци, сите датуми, сите празници, Охридски пролог. Тоа е процес, немам потреба да одам во камена зграда. Бог не живее, Бог, Исус не живее во ракотворни храмови. Синко, Исус живее, може да живее во твоето срце. Те сакам, Господе Исусе Христе. Па откако ги изгледа сите, му рече на човекот Исус, не јас. Не зборувам јас туку Отецот мој, нека зборува низ мене, а низ Исус зборува Отецот небесен. Значи, тој е принципот, јас си одам, за да може Духот да дојде. Тој си оди, ти треба да го заземеш неговото место, да постапуваш како Исус. Пишано е. Молете се да ви ги отвори Господ словата во дух, не да ги раскажувате приказните, како сликовница за бебиња. Протегни ја раката своја, синко, ти таму, што си болен, тебе што те боли грбот. Тој направи така, раката му стана здрава како другата, но треба првен да им простиш на сите, никого да не осудиш, да прифаќаш се со радост, да ја бараш Божјата волја во твојот живот и да го прашаш Исус зошто сум болен, што треба да променам. Освен ако не е сатанин трн за да те подсетува, како апостолот Павле, од време на време, дека не си Бог, не си совршен, дека се уште треба да учиш, да љубиш, да учиш, да љубиш. Сакаш ли да љубиш? Или да си останеш во тоа што си ти себелюбие, ти си знаеш што правиш, јадеш од дрвото на познанието, на доброто и на злото. Вавилонец си градиш кула до небесната да се здобиеш со име сатанист, да бидеш над Бог највисоко. Адам јадеш од дрвото на познанието, Каин го уби Авела. Сакате уште приказни. Таму надвор, во вашата земја Македонија запишана овде, сакаат да ви го променат името, ви го променија уставот, ви го променија душата, ви ги забрануваат песните, ви забрануваат именување, јазикот ви го забрануваат. Слушате иноверна религија. Во раните мугри никој не смее да реагира, доаѓа друга религија, трета. Кои сте вие, што сте, каде ве носат? Сатаната ве сее како пченица, без Исус ќе изгинете сите. Без Исус ништо не сте. Тој направи така, раката му стана здрава како и другата. Тие се исполнија со гнев. Етеа, сатанската природа. И се советува меѓу себе што да му направат на Исус. Замислете луѓе, писмознанци, просвештеници, фарисеи, садукеи, црковно достојници, што да му направат на Исус. Која црква, кои фарисеи, кои садукеи, кои просвештеници, кое свештенство, кои писмознанци, кои школи библиски. Имаш ли љубов во срцето? Дали Исус е во твоето срце и ги љубиш сите? Христос воскресе, можеме да пееме до утре сабајле. Има една друга песна од една друга црква, која и таа е бесплатно добивте. А сега наплатувајте. Христос воскресна, Христос воскресна, славете го Бога, Таткото небесен. Христос воскресна од мртвите. А после песните хаос. Никој никого не љуби. Два духа се. Мирувам до Божјо царство. Едниот дух е љубов, духот на Исус. Така се разликуваат духовите. Ако љубов немам ништо, не сум. Другиот дух е сето она што е нељубов. Значи, што да му направат на Исус. Тие денови се искачи на една гора да се помоли Исус и ја помина целата ноќ во молитва кон Бога. Змислував зошто доаѓам во планинава сам. 4, 5, 7 дена седам. А кога настана ден да се помоли, ја помина целата ноќ, се искачи на една гора кон Бога. А кога настана ден, нема никој со кого да прозвориш, има само една кучка која се спеше скршена ногата, па и се исцели. Не се изборувам за Исус и разговарам со Таткото небесен. А кога настана ден, ги повика учениците своји, од нив избра 12 кои ги нарече апостоли, значи Исус ги избира. Симон, кому што му даде име Петар, брат му Андреј, Симон и Андреј, рибарите, да го отворите вашите срци, да останете во Исуса. Исус да ви даде сила.
Јаков и Јован, Филип и Вартоломеј, Матеј и Тома и сите други, Јаков Алфеев и Симон наречен Зилот, ревнител, Јуда Јаковов и Јуда Искариотски, кој стана предавник. Јуда Искариотски кој стана предавник. Зошто стана? За 30 сребреници, евреници, $30, милиони, милиарди, сребролюбието е најголемо зло. Се што се случува во вашата земја, со политиката, со црквата, со здравството, со образованието е врзано со сребролюбие, со крадење. Јуда првин крадеше, па го продаде Исус. Па откако слезе заедно со нив, продолжуваме понатаму, тој се задржа на едно рамно место. Рамно место. Беа таму мнозина негови ученици, многу луѓе од цела Јудеја, и од Ерусалим, и од Приморието, Тирско и Сидонско, тие беа дојдени да го слушаат и да се исцелат од болестите своји. Да го слушаат првин. Па потоа се исцелуваш. Зошто? Па првин треба да разбереш, за да се исцелиш, треба да умре стариот човек, да се откажеш од нељубов и да преминеш во љубов, да му дозволиш на Исус да те всели во своето срце, зашто само тој исцелува. Никој не може да те исцели. Има луѓе кои те носат до Исус за да се исцелиш. А ако ти мислиш дека тие те исцелуваат, па ти наплаќаат или не ти наплаќаат, или си ја бараат својата слава. Значи, да простиш на сите, никога да не осудиш, да прифаќаш се со радост, да се покаеш за себе и за своите предци и повеќе да не грешиш и да му дозволиш на Исус, неговата волја да владее во твоето срце. Значи, тие беа да слушат да се исцелат од болестите своји, а и оние што страдаат од нечисти духови. Страдаат од нечисти духови, тогаш и сега страдаат. Болестите се нечисти духови. Духовни се болестите, не се телесни. Телесни се материализираат. Беа излечени. И сиот народ сакаше да се допре до него, зашто од него излегуваше сила и ги лекуваше сите. На сите кои го примија, се вели во Јован за Исус, им даде сила. Тој дава сила да станат синови Божи, зашто Твое е царството, молитвата во Матеј. Негово е царството и силата е негова. Силата што имаш ти и славата. На сите им е дадена сила. Како живот, како малце љубов. Потоа имаш слободна волја, можеш да ја употребиш против таа сила, по извесен период ќе секне силата, се материализираш на земјата, стануваш тело, човекот е од земја. Не случајно е кажан тој стих. И во земја ќе се врати телесниот, но душата во која вдахнат дух оди пред Бог на суд. А тој откако ги подигна очите кон учениците своим говореше, блажени се бедните по дух. И тоа го имам по Јован веќе научено. Но овде се друг превод. Блажени се бедните по дух. Бедни по дух. Зашто ваше е царството небесно, они што по духот бараат. Духот. Блажени сте вие што сега гладувате. Зашто ќе се наситите. Гладен за што? За храна телесна, за пари, не за љубов. За љубовта Божја. Блажени сте вие кои сега плачете. Зашто ќе се смеете по кратко страдање да ве усоврши. Има на едно место. Да ве усоврши по кратко страдање. Сатанин трн ве боцка нешто. По радост прими го, слава ти Исус и разговори тогаш со Исус. Исусе, помогни ми што да променам, да исчезне болката. Блажени ќе бидете кога ќе ве намразат луѓето. Кога ќе ве намразат луѓето и ќе ве отфрлат, ќе ви нанесат срам, тоа е светот, и ќе го разгласат името ваше како лошо, заради Синот човечки, заради Исус. Пазете, ќе ве намразат, ќе ве отфрлат, ќе ви нанесат срам, ќе го разгласат вашето име како лошо. Лажно заради мене. Зарадувајте се во оној ден и заиграјте, зашто голема е наградата ваша на небото. Зарадувајте се и заиграјте. Заиграјте. Рахма старам. Затоа играте песни, ора македонци, но треба да играте за Исус, за Бог, не за себе љубие. Отиваме на црква, пеат и играат баханалиски дух, кој ќе завршат песните нема љубов, сребролюбие, лицемерно братолюбие.
Заиграјте зашто голема е наградата ваша на небесата. Зашто и нивните татковци така постапуваа со пророците. Но тешко вам богати, зашто веќе сте ја примиле својата утеха. Богати со што? Собираш богатство на земјата, собирајте богатство на небесата, е пишано. Тешко вам презаситени сега, зашто ќе огладнете. Сит си, гладен си, ништо не ти интересира. Тешко вам што се смеете сега, зашто ќе заридат и ќе заплачете. Тешко вам кога ќе почнат сите луѓе да зборуваат добро за вас. Зашто и нивните татковци така им правеа на лажните пророци. Зборувате добро за одредени луѓе. Гледам често ќе почине некој човек, уметник, и се прави култ од него. Тој починал од болест, него спознал Исус. Тоа е суштината, гледај. Тешко вам кога ќе почнат сите луѓе да зборуваат добро за вас, да ве споредуваат со Бог. Човекот има потреба од идолопоклонство, да му се поклони некому. Наместо да му се поклони на Исус и на Отецот, тој се поклонува на луѓе. Починаа многу луѓе, ги глорифицираат, ги воздигнуваат. Кој ја бара својата слава? Кој ја бара славата на оној што ја пратил, што го пратил на Отецот Небесен? Но вам ви велам, слушајте, љубете ги непријателите своји. Дали познавате некој човек? Тоа е христијанство. Правете им добро на оние што ве мразат. Правете им добро на оние што ве мразат. Тоа е христијанство. Благословувајте ги оние што ве колнат. Молете се за оние што ве навредуваат. Имам случај луѓе кои бев во кавги, издржав во љубовта, ја поднесов штетата, сега ми се јавуваат секој ден. 20-тројци имам такви. Дури се чудам зашто ми се јавуваат, сваќам дека љубовта која е упатена. Испрати им љубов. Победи го злото со добро. Победи го злото со добро. На оној што ќе те удри по едниот образ, заврти му го и другиот. На оној што сака да ти ја земе кошулата, дај му ја, подај му ја знаметката, дај му ја и кошулата. Секому кој ти бара, подај од оној што зема од тебе нешто, не сакај да ти врати. Дали познавате некој таков човек? Па како што сакате да постапуваат луѓето со вас, така постапувајте и вие со нив. И како што постапуваат луѓето со вас, така постапувајте и вие со нив. Се оно што ви го прават вам, правете им го и вие. И ако ги љубите оние што вас ве љубат, каква ви е благодарноста? Зашто и грешниците ги љубат, само оние што тебе те љубат, нив ги љубиш, другите не ги љубиш. Исусов следбеник е оној кој ги љуби сите, зашто знае дека сме сите деца на еден Отец, сите сме од еден дух напоени. Духот на Отецот е самиот живот кој е вдахнат во секого од нас. И ако им правите добро на оние што ви прават добро, каква ви е благодарноста? Зашто и грешниците го прават истото, и ако им дадете заем на оние од кои не се надевате дека ќе ви го вратат, од кои се надевате дека ќе ви го вратат, каква ви е наградата? Зашто и грешниците им даваат заем, и грешниците даваат заем од полза да им се врати истото. А вие љубете ги непријателите ваши. Љубете ги непријателите ваши. Чинете добро. На заем давајте, не очекувајте ништо. Така ќе биде голема наградата ваша и ќе бидете синови на Севишниот. Љубете ги непријателите своји, уште еднашка. Дали знаете некој таков? Чинете добро, прави добро, победи го злото со добро, победи со добро. И на заем давајте, не очекувајќи ништо. Раздај се што имаш и врви по мене. Така ќе биде наградата ваша голема. Ќе бидете синови на Севишниот. Зашто тој е добар кон неблагодарните и кон лошите. И така бидете милосрдни како што е милосрден вашиот Отец. И повторно тоа, не судете, за да не бидете судени. Не осудувајте, за да не бидете осудени, проштевајте,
и ќе ви биде простено. Господе Исусе Христе, Ти благодарам што и овој ден, кога те слават моите браќа во Македонија, Твоето Христово воскресение, кога се чукаме со јајцата, правиме јагнешко, пиеме ракија, вино, играме ора. Но дали вистински во срцето сме ја примиле љубовта, сме го примиле Исуса, ги љубиме непријателите своји, ги благословуваме оние што не колнат, го победуваме злото со добро, ја претрпуваме штетата и ги љубиме сите, за да бидеме синови на Севишниот, зашто тоа значи да бидеш христијанин. Сето друго е надворешно, телесно, беззначајно, ништовно, ако ти не пребиваш во Исусовата љубов. Христос воскресна, вистина воскресна, но во твоето срце воскреснува љубовта Негова. Тогаш ти стануваш син Божји, тогаш те води Духот Божји, тогаш ги љубиш сите и тогаш имаш слово со власт и сила и велаш исцелување во името на Исус за сите оние што првен ќе слушаат поучување по дух, ќе ги љубат сите. Ќе речат Исусе, Исусе, падна ничкум, се враќаме назад, падна ничкум, лепрозниот, молејќи се, му рече, Господи, падна ничкум пред Исус. Ако сакаш, можеш да ме очистиш. И уште еден стих. Тие беа дојдени 6:18 да го слушаат. Да го слушаат Словото, да го слушаат Исус во срцето. И да се исцелат од болестите своји. Послушност и исцелување. Би ви дал ушто, но не знам дали ќе можете да понесете. Те сакам, Господи Исусе Христе, мир вам до Божјиот Царство Небесно. Исусе, мој Господе, љубов усоврши се, да љубиш ближни, спреми се, мој чеда, сте во љубов родени. Сине мој, јас татко, небесен сум твој. Сине мој, јас татко, небесен сум твој. Да чекориш во љубовта, да љубиш како Исуса, да простуваш и не осудуваш. Сине мој, јас татко, небесен сум твој. Сине мој, јас татко, небесен сум твој. Крвта твоја се пролеја, на крстот завет остави, облечи